Добар ден. Како што претходно беше закажано, денеска треба да се одржи состанок на кој што очекувам да се разговара за тоа за кое што претходно го најавуваше Ковачевски. Денеска е тежок ден и за Македонија и за сите нас. Нема зборови со кои што можам да ја изразам сопствената болка. Нема зборови со кои што може да се изрази болката, а истовремено да се утешат најблиските кои што за жал изгубија двајца луѓе, драги луѓе. И навистина представува за мене тежок момент и како родител и како човек. Посебно сум разочаран и згрозен од тоа што бев избрифиран, а и делумно го гледав, а што представуваше пресконференција на оние двајца луѓе пре некоја минута. Таму слушнавме енциклопедиски информации без ниту еден конкретен доказ, без ниту нешто кое што МВР требало и обвинителството да го превземат. Тежок ден и навистина мое големо сочувство најдлабоко сочувство до семејствата на трагично загубените човечки животи. Со какви позиции влегувате само уште и на лидерската средба? Познати се, но дали очекувате договор? Па немаме други позиции, освен оние кои што беа во јавноста кажани. Очекувам да бидам дел уште една гимнастика да слушнам од страна на Ковачевски и владините партнери. Јас побарав лидерска средба во формат кој што тие ќе го изберат, уште многу одамна. Правеа обиди за политички гимнастики повеќе недели, за да на крај повторно завршиме не на таква лидерска средба. Изгубеното време не можеме да го вратиме. За жал тоа изгубено време не кошта уште некоја недела неспособна и криминална власт. За неколку месеци од денеска ќе дојде крај и ќе има одговорност. Како ја коментирате изјавата на Одрајан дека не би купил ни пола од човек како вас, не да ве гласа? Видете, секоја изјава која што доаѓа од стратешкиот партнер е изјава која што треба да се анализира. Истовремено јас како машински инженер на студиите сум ги положил предметите како што се моторни возила и возила со внатрешно согорување со највисока оцена 10. И доколку некој му е потребен мој совет какво патничко моторно возило да купи, му стојам на располагање, а јас сум универзитетски професор кој што доаѓа од часови во моментот и предавам механика 2, тоа е динамика. Дали ќе побарате укинување на техничка влада и дали ако ви се побара да ги гласате уставните измени, пошто пред малку спомна господин Заид Реджепи, ако се гласат уставните измени, би прифатил и укинување на техничка влада? Јас не се шегувам со тоа што го кажувам како наша позиција, бидејќи вчера политичар на заминување имаше интервју на еден национален медиум и кажа дека е сигурен и тврди дека ќе има уставни измени, дали сега или за 6 месеци. Ево, јас ќе ви кажам дека уставни измени нема да има, додека немаме јасен европски пат и додека не видиме јасно поместување на хегемонистичките и асимилаторски политики на нашиот источен сосед кон македонската заедница во Бугарија. А исто така јас тврдам дека за неколку месеци од денеска многумина политичари ќе бидат минато на политичката сцена, меѓу кој е тој. А техничката влада не е предмет на оваа средба. Јас колку што знам, предмет на оваа средба не се ниту уставни измени, ниту техничка влада, туку предмет на оваа средба се датум на парламентарните избори и датуми за претседателските избори. Ако СДСМ прифаќа да иде со дуја алијанса во избори, дали вие ќе идете со опозицијските албански партии во избори? Дали може тоа да го очекувате? Тоа е нивна одлука. Јас им посакувам среќа, им посакувам
долги години во опозиција за да може да се реформираат и реструктурираат и да излезат од криминалната матрица и прегратките на криминалците во кои што се наоѓаат изминатите 6 години. Благодарам.